Здраво на сите. За денеска имаме Сунчица Унеска како наш говорник, инаку исто така како и вчерашниот говорник Владко Галевски, Сунчица е филмски критичар. Но таа ќе зборува на малку од поинаков аспект и на слична, но сепак различна тема. Сунчица, јас ти благодарам што си денеска со нас и повели па започни со твоето излагање. Благодарам и јас на поканата. Баш ми е мило за оваа можност. Јас мојата тема ја насловив колку предрасудите во балканските филмови се непроменливи. И тоа не е воопшто случајно. Како критичар, односно како рецензент на филмовите во сите овие години, многу често сум размислувала за оваа тема. Зошто? Затоа што предрасудите и стереотипите се нешто што е особено актуелно на Балканот, и тоа не само од сега, но секако многу повеќе акцентирано по распадот на поранешна Југославија. Предрасудите и стереотипите се нешто со што секојдневно живееме и кое дури се провлекува и во нашиот образовен систем, и во нашето секојдневно однесување едни кон други, особено откако имаме парламентарна демократија. Па сето тоа стана, се разбира, под навод одличен материјал за користење на политичките партии, но за жал и на медиумите, бидејќи сакали или не, буквално се стана поделено врз база на политичка припадност. Освен тоа, целиот овој период од 30 на години, на некој начин е и поствоен период, во кој тие предрасуди и стравови од другиот, исто така се уште повеќе изразени. Така што, сите овие теми се многу присутни во целокупната уметност, но и во нашите филмови на овие простори, станувајќи неисцрпен извор на најразлични теми кои навистина, како што е срочен и фокусот на сите овие предавања, многу често се осврнуваат на културните, расните, родовите и етничките прашања. Но, она што мене ме интересира и што е предмет на оваа моја анализа е како. Колку тоа осврнување на овие теми придонесува кон нешто, колку успева да проговори, да исцрта некоја апсурдност или небулозност, колку успева да укаже, да критикува, да порача, па понекогаш дури и работите да ги помести. Би рекла дека е повеќе обрат. Филмовите многу повеќе ги покажуваат предрасудите и стереотипите, отколку што за нив навистина и на вистински начин умеат да проговорат. Бидејќи тука има една стапица. Знаете, кога нешто предолго трае, луѓето се навикнуваат, па го гледаат тоа како нешто што е вообичаено, го гледаат како нешто под навод нормално, како нешто постоечко и воопшто забораваат дека во тоа лежи проблемот. Забораваат дека токму проблемите тргнуваат од тие некои работи. А што значи тоа? Имено, она што често го забележувам во балканските и во македонските филмови, е дека многу повеќе за тие предрасуди и стереотипи се зборува како за дадени ситуации. Многу повеќе се тргнува од конструкции кои се под навод подразбираат, отколку што се успева да се проговори низ приказна, да се проговори низ одредени судбини, низ контекст, кој ќе ви ја даде објективноста, за да може да се доловат тие последици и да се проговори за нивното влијание во секојдневното живење. Со други зборови, најчесто филмовите, што на некој начин, можеби е и несвесно, повеќе тргнуваат од тие предрасуди како нешто што се подразбира, отколку што се фокусираат на критичко промислување и дистанцирање. Тоа можеби многу добро зборува за тие клишеа кои ги живееме, а за кои понекогаш, како што велам, не се ни свесни, ние сме толку многу сраснати со нив, што баш одлично може да се види токму низ уметничките дела, а во случајов низ филмските приказни, кои често, како и самите предрасуди, умеат да ја поделат публиката и да предизвикаат реакции, што на крајот на криштата и не е лошо, но за жал, умеат и да останат, и тоа многу често, онамо од каде што тргнале, бидејќи самите филмови често се полни со предрасуди. Тоа е она што навистина многу ми пречи и што мислам дека е ова одлична дискусија за на тоа да посочиме. Еве, например, ќе тргнам со филмот, српскиот филм Парада. Тој предизвика жестоки критики, токму затоа што беше најавуван како филм кој се бори против предрасуди, а всушност го направи обратно.
Срđan Драгоевич, кој за себе го има исклучителниот филм Убавите села, убаво город, што многу добро зборува за таа погубност на стереотипите, овде падна многу, правејќи филм преполн со предрасуди, со ефтин популизам и со манипулација. Она што е интересно е дека обидувајќи се да направи пародија, тој всушност од својот филм направи пародија. Тоа е голем проблем со овие филмови, кои во борбата за гледаност се преполни со некои фори, штосови, го забораваат вистинскиот контекст, а на тој начин прават поголема штета. Во него, например, вие не можете да зборувате за ликови, бидејќи тие се пародија сами на себе. Не можете да зборувате за приказна. Во филмот приказна нема. Политичката коректност, што е многу интересно и многуми на тоа го прават, се трудат да прикажат дека ја нема. А нема ни развој на настаните, кога се е сведено на патетика и на тие ефтини штоства. Спојувајќи ги криминалците, полицијата и хомосексуалците и правејќи небулозни алузии, филмот не критикува, туку се претвора во филм полн со предрасуди, полн со клишеа, филм кој нема ни порака. Во него воените профитери и криминалци во почетокот ги сметаат хомосексуалците за ненормални, за во текот на филмот, нели се разбира, тоа е комедија, да сватат под навод дека тие се нормални како нив. Да, тоа е смешно, навистина, но каде води? Тенка е границата. Таа игра со стереотипите е многу сензитивна и за многу филмови се покажа погубна. Бидејќи стварно треба да знаете што точно сакате да кажете. Веројатно, следејќи го трендот, а може би и барањето финанси и подршка од многу институции, се одбираат теми кои би привлекле внимание. Но во сето тоа се заборава умешноста на правење филм, се заборава вештината, се заборава занаетот, се заборава зошто воопшто овие теми се отвораат, се заборава или може би и не се прави разлика, дека не е исто да зборувате за дадени ситуации и за сето она што до нив доведува. Токму затоа мислам дека е многу добро, за да го доловам ова за кое што зборувам, да направам паралели. И мислам дека низ неколку паралели можеме да ја видиме разликата во пристапот кон темите и начинот на кој тие теми се рефлектираат. Еве, наспроти овој филм, јас би го зела хрватскиот, Устав на Република Хрватска, кој, например, многу подобро се носи со темата за поделеноста, за предрасудите, за неприфаќањето на другиот, за национализмот, за непријателството, за омразата. И Рајко Грлич тргнува од дадени ситуации и клишеа. Нормално, тие се присутни. Но она што е важно е за тие теми е да се рефлектираат, а не да бидат мртво слово на хартија, што се вели. Особено во филмот. Треба да има приказна, треба да има развој, треба да има оформени ликови и ситуации. Треба да има насока, цел, треба да има контекст. Тоа е она што Грлич го постигнува, иако на нетипичен начин. Он го прави тоа давајќи му на филмот една бајковидност. Но, тоа не му одзема на филмот, напротив. Тоа си е проценка на авторот и тој тоа одлично го вклопува, тргнувајќи од тезата како поинаку да го помирите непомирливото. И тоа тука во филмот држи. Мислам дека тоа е и неговата цел. Како сите овие екстреми, луѓе полни со предрасуди, како оваа омраза и нетрпеливост да се победи во филмот. Како да се направи филм кој ќе проговори за човекот и за тоа како да се надминат сите тие небулози. Тој навистина зборува за нешто што е тешко остварливо, но успева да ја донесе пораката. На едно место, во една зграда, во едно соседство. Вие имате само 4 луѓе, но тој ќе го донесе целиот универзум, покажувајќи ја толку добро без смислата на една мала земја, на еден мал народ, под навод, толку полн со омраза, со предрасуди, со одбивање, со осуда. Устав на Република Хрватска е всушност сатира, но и бајка. Тоа е филм кој зборува за тие неверојатни апсурди, но со лесна, под навод, лесна иронија и со таква симпатија која ве освојува. Но она што е најважно е дека зборува за крајностите, за екстремните убедувања, тргнувајќи од слабостите, од сопствената ограниченост. И со тоа прави што? Не тера да видиме, не освестува, делува освестувачки. А тоа е всушност и целта. Па колку некој и да сака и да не сака да го прифати тоа, тој не тера да се поистоветите. Тоа е и целта на филмот.
и да се донесе дефинираност, да ве натера да се препознаете, да ја почувствувате, да ја видите пораката. Ништо не постигнува филмот ако тргнува од зададени ситуации, од конструкции кои се неприменливи и безживотни и кои не знаат воопшто за што зборуваат. Од што, за жал, морам да кажам, страдаат многу македонски филми. Овдека нели зборуваме, значи, за тие теми колку се постоечки во филмовите, колку се рефлектираат и колку воопшто успеваме тие теми да ги допреме. Токму затоа сакам да кажам, вака, не е само важно дали се тие теми присутни. Оваа транзиција во која живееме, вие не можете едноставно да ја прескокнете. Тоа е тоа се тие теми кои се доминантни. Тие ни го одредуваат животот, ние со нив живееме, од нив го црпиме искуство. Тоа се наши приказни. Позната вистина е дека авторите се навистина најдобри кога зборуваат за она што најдобро го знаат. Кога зборуваат за своите земји, кога зборуваат за она што е нивно искуство, за она што е проживеано, кога не измислуваме приказни, туку кога зборуваме за она што го знаеме. Не само затоа што е многу важно да се проговори за овие теми, туку тоа е нашиот свет. Едноставно ние сме во него, под навод заглавени, свет кој секако сакаме да биде поинаков и секој сака на свој начин да даде придонес, особено авторот. Така што не е случајно. Овие теми се застапени. Но моето прашање е, каква разлика тие филмови можат да направат? А тоа е и целта. Тоа е воопшто, јас мислам, предметот на оваа моја дискусија. Јас би рекла дека филмовите можат да направат разлика. Но тогаш кога знаат каде одат. Без тоа нема ништо. Значи, преземање на сцени, што морам да кажам, а ќе кажам примери подоцна, значи, многу често се случува македонските автори да преземаат сцени, но има цитати, тоа ни е познато, нели? Цитатите исто така можат многу добро да бидат употребени и вклопени во приказната, па и преземањето на сцените. Но многу често се случува кај нас да се преземаат сцени, меѓутоа многу неадекватно. Со немање јасна представа за жанр, за атмосфера, за тоа што треба да се направи, што воопшто значат тие и на кој начин ги употребуваат. Филмот е игра. И токму низ таа визуелна игра, која е многу приемлива, може навистина да се отворат безброј прашања. Бидејќи не е доволно, како што реков, тие теми да се застапени. Тие се застапени. И тоа е логично. Но ако се навратиме наназад неколку години, ќе видиме дека нема филм во македонската кинематографија кој направил некаква разлика. А многу ретко и во регионот. Во таа смисла, сметам дека е многу важна оваа дискусија, навистина, бидејќи не е доволно, како што реков, темите да се застапени. Тие треба да се рефлектираат. Тие треба да не натераат да видиме, да размислуваме за општеството и за прашањата кои можат да ги придвижат нештата. Не би рекла да променат. Значи, тоа се големи работи. И да не сме во заблуда дека е лесно уметноста и филмот воопшто, туку така да ги менуваат работите. Но она што е важно е да ја сватиме важноста на нивната присутност. На зборувањето за тие теми, соочувањето со приказните што не обкружуваат. А кои впрочем и го одредуваат нашето живење. Во тоа е големината на уметноста. Не тера да промислуваме, не предизвикува, да преиспитаме, да ве натераме да видите, да се запрашате, да се заложите на крајот на краиштата за тоа дека до промени мора и треба да дојде. Но, за тоа да се случи, значи не сме да се падне и во стапицата на самодоволност. Проблем со кој исто така многу се соочуваат филмовите, бидејќи што е целта на филмот? Тоа е прашање кое никако не смееме да го заборавиме. Уметноста мора да има смисла. И факт е дека особено филмот, можеби најмногу и од другите уметности, ја поседува таа моќ да допре до што поширока публика. И најважното нешто е тоа со кое авторите треба да се занимаваат. Многумина веруваат дека филмот е забава, дека се гледаат само високобуџетни. Но не е така. Навистина. Секогаш сум мислела дека тоа е заблуда и дека и покрај дигиталната ера и се поголемото технолошко усовршување, човекот секогаш се враќа на изворното, на она што му ја дава смислата, содржината, чувството на исполнетост. Вие ќе сретнете многу и млади луѓе
со кои зборуваме, нели, кои ги гледаат тие високобуџетни акции, ќе излезат и самите се смеат и велат, да бе, добра забава. Секој сака она што ќе го гледа да му даде некаква смисла. Секој сака да не излезе празен од киносалата. А мислам дека фестивалите поособено покажуваат колку тие вистински, автентични и реални приказни можат да имаат импакт. На фестивалите најдобро се гледа колку публиката ги сака тие реални, вистински и автентични приказни и колкав импакт тие приказни можат да имаат. А бројките се менуваат дури и во комерцијалните кина. Но тоа, како што реков, многу е важно во занимавањето со тие актуелни и гурливи прашања да научиме како. Сега, токму за да го подкрепам, нели, ова што го зборував, годинава во Берлин, наградата на публиката ја доби една мала социјална приказна за таткото, кој не може да ги издржува своите деца, но за да ги врати, подготвен е да оди пеш до Белград и да се обиде да ја исправи таа неправда што му е нанесена. Срдан Голубовиќ, режисерот, српски, во филмот Татко, на извонреден начин се занимава со овие расни, културни разлики во неговото општество, а кои се исти во соседство. Тоа е мала, едноставна, дури и наивна приказна, но начинот на кој авторот ја носи не може да не ве допре. Како да се борите против тој корумпиран систем, против тоа гнило општество, во кое се помалку е важен човек? Токму како што прави Голубовиќ, па и Грлич, зборувајќи за изворното, за човекот, за љубовта, за емпатијата, за стаменоста, за гордоста, за достоинството, за нечовечност. Нека и наивно, нека и бајковидно, нека и невозможно. Но тие успеаат да допрат до луѓето и да ги наметнат овие теми низ нивните ликови, низ нивните приказни. Ако ништо друго, барем како еден сопствен бунт. Бидејќи важен е начинот на кој ги третираме тие теми и важно е тие теми да ја имаат својата смисла. Знаете, не е во тој случај важна возможноста, остварливоста. Впрочем, тоа и не зависи од нас. Но важна е смислата. Уметноста мора да ја има цел и содржина. Да го има она што ни недостига, да ја има смелоста, да ја има одважноста за тие теми да зборува, а не да прифаќаме нешто што е веќе како нешто зададено, како нешто неприменливо. Незината цел треба да е бунтот, критиката, доловувањето на абсурдноста, на неправдата, на безсмислата. Незината цел е да ја донесе темата на тој начин што ќе има важност, што ќе има содржина. Затоа тука ќе го споменам уште еден филм на Голубовиќ, Кругови, кој дури мислам дека е уште подобар, но тој не беше добро прифатен во неговата земја и не направи голема гледана во земјата и во регионот. Иако е тоа многу значаен филм. Тоа е филм кој носи многу големи пораки. Но луѓето во Србија, па и во соседството, не беа подготвени. Не беа подготвени за тоа што го порачуваше овој филм. За помирување, ниту за тоа да се соочат со тие погубни поделби, со омразата, со национализмот, со предрасудите. Па дури и после се што се случи. Но тоа не е нешто, нели, кое треба да го спречи авторот да проговори. Да види, да направи приказна, која ќе ги вознемили духовите, која ќе биде ангажирана, особено во ситуација кога е поминато толку време и кога сакале или не, видете, се менуваат генерациите. Генерациите кои не биле дел од тоа случување, но затоа тие го носат товарот на своите родители. Овде, впрочем, и не е прашање дали ние се согласуваме. Не е прашање кој е во право. Она што е важно е дека авторот со своето занимавање со овие теми треба да има став. Сметам дека тоа е многу важно. Нели, кога зборуваме за уметнички дела, ставот, пораката, алузијата, целта. Без оглед на разликите и убедувањата. Впрочем, зошто би се занимавале со овие прашања ако немаме ставови? Или како што вели Голубовиќ, ова е генерацијски поглед на тоа време. Тоа е ставот на мојата генерација, како што е став на неговиот лик во филмот Богдан Ракита, чиј татко е еден од убиниците. Но Богдан Ракита не сака да има ништо со тоа. И тој сака да живее свој живот. Тоа е онаа генерација на луѓе кои тогаш биле деца и кои исто така има право на свој живот, има право на свој поглед. Но факт е дека, како што рече самиот, и што е многу интересно, ова е еден од филмовите
што најмногу различно беше третиран во различните краеви од светот. Например, американците го примија многу интересно, како универзална приказна која може да се случи секаде. Додека во Германија, например, тоа беше гледано како многу политичко прашање, како прашање видено само низ таа политичка призма, која не е точна. На тоа реагираше Голубовиќ и зборуваше дека се покажало дека имаат многу големи предрасуди во однос на сите тие настани што се случуваа. Некогаш, вели Голубовиќ, е подобро да не знаеш, отколку да си полуинформиран, бидејќи полуинформацијата е полоша. Тоа е предрасуда. Иако кај обичната публика, например, филмот помина многу подобро. Тоа е и треба да е целта. Кругови предизвика многу написи во Србија, и тоа не само на филмските критичари, на социолози, на психолози, за неговиот феномен, за неговото значење. За жал, како што реков, не успеа да биде гледан. Меѓутоа, тоа не го прави помалку значај, напротив. Прашањето за сето тоа, на прашањето за сето тоа Голубовиќ вели: постои една страшна апатија во српското општество денес. Една незаинтересираност да се занимаваме со она што ни се случило, со коренот на проблемот. Зошто денеска сме овде каде што сме? Токму како разлика, како една паралела, ќе направам со уште еден српски филм Товар на Огњан Главониќ. Тоа пак е филм еден сосем поинаков. Најавуван беше, тоа е многу интересно, најавуван беше како филм кој сака да ги отвори табу темите во Србија. Како филм кој зборува за товарот и за одговорноста што ги носиме како генерации. Како филм кој им се обраќа на младите фашисти и кој зборува за национализмот и ксенофобија. Но на крај, тој филм не донесе ништо. А особено интересно што е правен по вистинска приказна. И за разлика од претходниот кругови, значи не успеа да допре ниту една од темите кои ги навестуваше. Значи, вие да не го прочитавте тоа што е најава за филмот, тоа нема никаде во филмот ни да го видите. Во филмот главниот лик Влада, кој што го играше Леон Лучев, кој играше одлично, иако е филмот многу слаб, е возач кој носи товар од Косово во Србија. Тој се помирува со работите, се обидува да преживее, се обидува да заработи, не поставува прашања. Се обидува да игнорира се. Очајот и рамнодушноста, особено банализирањето на работите до некаде, би можели да се сватат. Но не ако се обидувате да зборувате за обратното. Тоа е она што е голема штета, бидејќи овој филм не остави никаков импакт, остана далечен, нејасен и недоречен. Значи, ништо не значат најавите, ништо не значи тоа што сте сакале да го кажете. Тоа треба да го кажете. Уште еден пример за тоа земање здраво за готово имаме во нашиот филм Македонски џган на Вардан Тозиев. Сценариото за приказната за домските деца останува на ниво на скица. Во него нема ликови, нема настани, не е доловена атмосфера. Го нема она што е карактеристично за домот за кој авторот зборува. А што е најважно, нема ни приказна. Тоа дури беше изненадувачки кога во првиот момент кога ја правев критиката и кога го напишав. Меѓутоа, видете, не можете да разните проблеми, експлоатацијата, корупцијата, не можат да се подразберат. Значи, не може да дојде до катарза во филм без развојна приказна. Не може клучниот лик, професор, кој е единствен што ги поддржува овие деца, да биде недоследен. Не можете иконографијата, она урбана иконографија, која исто така треба многу да му даде на филмот, да биде недефинирана. Тоа не може да се подразбере. Како што веќе зборував, темите се присутни. Но исто како данес. Кога немате заокруженост, кога немате логичен развој, кога немате живописни ликови во кои ќе се препознаете и кои ќе ја понесат емоција. Филмот навистина кореспондира со стварноста. И навистина првичната реакција беше таква. Но не може работите да се земат здраво за готово. Така ја нема вистинската силина. Тоа отпосле едноставно си доаѓа. Бидејќи го носи самото чувство што го носите после филмот. Ја нема силината, ја нема суштината. Темата е болна и потресна. Таа е тука, околу нас. Не се чини вечна и непроменлива. Но сето тоа не треба да го знаеме. Треба да го почувствуваме, да го видиме, да го доживееме.
Ова е филм што на крај на криштата треба да остане, треба да разори, бидејќи болен филм, бидејќи зборува за многу болни вистини, за многу трагични судби. Ние треба овој филм да ве растажи, да ве здоволи. Треба да ве соочи со таа немоќ, со таа неправда, со безизлез, што обично кај луѓето, нели, создава револ. Вие вие криво, што е тоа така. Сцените и настаните кои го немаат својот природен тек на нештата и неминовниот развој не можат да бидат доволни. Особено кога сакате да зборувате за живот. Токму тука ќе направам една паралела со романскиот филм, кога сакам да свиркам, свиркам. На Флорин Сербан. Имав можност со Флорин Сербан да правам разговор во Солон и навистина бев одушевена. Тој со еден специфичен минимализам, без многу пари и не тој. Значи, тоа се случи последниве години со романскиот филм, затоа и се наметна таа еден нов бран, кој го нарековме сите романски нов бран, бидејќи пристапуваа сосем поинаку. Со еден акцент на приказните и на емотивност. Сербан дури користи познати ситуации, исто така од затворски филмови, во него има многу натуршчици, има исклучително едноставни решенија, меѓутоа, приказната е толку искрена, толку емотивна, толку жестока, толку доследна и на крајот праведна, што не може да ве остави рамнодушни. Што се случува? Се менува, Силвију е затвореник кој треба да излезе за 2 недели. Меѓутоа, се менува кога ќе дојде во посета кај него неговиот помал брат и кога ќе му каже дека нивната мајка по цели 8 години се вратила од Италија и сака да го земе со себе. Одеднаш, кај Силвију настанува тотален пресврт, затоа што тој знае што он доживувал, кога нивната мајка се однесувала исто. Значи, она ги зема своите деца кога е сама, но кога ќе најде пријател, она своите деца ги оставя и ги запоставува. Силвију, кој многу пател поради тоа додека бил мал, не сака тоа да се случи на неговиот брат. Најна се поприма поинаква боја. Се случува пресврт. Се случува една силна емотивна промена, која прераснува во параноја. И преку постепената дискретна промена на цела атмосфера, обоена со внатрешна тензија и со исчекување. Тој презема очајни мерки. Ја киднапира девојката која доаѓа да прави анкета во затвор. Тоа едноставно е фантастична приказна. Не е дека нема слабост, но таа ве вовлекува во виделот на тоа емотивно кршење. При тоа прикажувајќи го целиот тој систем, кој штом ќе излезе од востановените граници, наеднаш се урива. Што се случува всушност кога доброто и лошото ќе ги сменат местата? Бидејќи Силвију не е негативниот лик, пазете. Прашањето на Серба е кога луѓето ќе излезат од чемата, во која сме ги ставиле, кога ќе ги ставите на испит востановените правила, што се случува? Сите овие нешта ја прават таа приказна толку универзална и неодолива, затоа и постигна огромен успех на секаде во свет. И покрај, како што реков, имаше слабост, но тој успеа да проговори за романското општество, за небулозите, за човекот, тогаш кога животот ќе ви се најде на крстопат. На крај порачувајќи дека без оглед на се, ние не смееме да ги затвораме очите пред животот. Ништо не е дадено, ништо не е зададено. На ништо однапред не треба да судиме. Животните предизвици, како и системот, можат да го стават неистина. Тоа е она што сакам да го кажам и да ја направам таа паралела. За жал, вие исто овие слични проблеми за кои зборувам, многу често, како што реков, ги имаме во македонските филмови. Еве, ќе ви дадам пример дека за жал овој проблем, значи немањето смисла и за сето ова за кое што зборувам, например, одлично го имаме во филмовите на Теона Митевска. Без оглед дали е еден послаб или поуспешен, баш затоа и ќе дадам два како пример. Во кога денот немаше име, таа се обидува да се осврне на сите овие теми за кои овде зборуваме, но тоа го прави многу аматерски и многу погрешно. Целиот филм, за разлика од романските филми, е препон со фрази кои немаат база во ништо. Нема да учам албански, жените ќе го спасат светот, во Македонија нема иднина, но тоа се кажува како фраза. Наведом, во него има приказна
на некои млади момчиња настанува проблем со една малолетна проститутка и сето тоа. Но, исто е како приказната да ја нема, бидејќи таа и не е важна. Таа е повеќе фасада, да кажам, или колку еве, да се има некоја приказна. Во филмот, очигледно е дека е важно да се испорачаат сите тие замислени идеи, ако можам да ги наречам идеи, поради што дијалозите на момчињата остануваат тотално празни, вештачки, површни. Тоа не е ни ангажиран пристап, тоа не е ништо. Значи, филмот треба да има приказна. Низ која тие теми ќе ги кажете, не ми требаат флоскули. Значи, флоскули може на секаков начин да се кажат, најмалку низ филм. За да ги сватиме сериозно и да имаат некаков импакт, тие треба да произлезат од приказната. Значи, треба да имаат логичност, причина, што, зошто, од каде зборуваме за нив, зошто зборуваме за тоа. Треба да има развој, треба да има филм, кој нема да се сведува на пароли. Конфликтот со албанците, кој во овој филм треба да се подразбере, не само што е лошо вметнат, туку и погрешен. Не смеат проблемите на такво ниво да се сведуваат и да се земаат здраво за готово. Во него Митевска дури оди дотаму што прави алузија за тоа кој е виновникот за оној настан, кој се уште не е ни на суд завршен за Снилковското езеро, која не само што е погрешна, туку и опасна. Еуфоричноста, незрелоста, хировитоста не смеат да бидат појдовна точка во ниту една тема. И тука би сакала да им посочам на авторите дека треба да бидат свесни за одговорност, особено кога третираат сензитивни теми. Истото се случува и во нејзиниот филм Господ постои, името е Петронија, иако е тоа подобар филм. Затоа што има приказна, има хероина, има дефиниран бунтовен лик, со кој луѓето можат да се поистоветат, има приказна, онака го привлече вниманието на публиката, публиката се поистовети со сето тоа, но и тука е еуфоричноста и представувањето на работите сами за себе, без подлога, доведуваат до многу нелогичност и недоследност, бидејќи им го давате она што посакувате, а не она што реално го има. Затоа реков дека тие предрасуди можат да бидат стапица, која ве тера за нив да зборувате како нешто дадено, како нешто што се подразбира, кој може туку така да се промени во следната сцена затоа што вие така посакувате. Тоа е доста голема материзам и навистина незрело. Не е доволно едноставно да ги кажете, да ги посочите дека постојат тие етнички, родови и културни проблеми. Не можете да кажете дека со магично стапче тоа ќе исчезне, не. Тоа гледачот мора да го види и да го почувствува, да го согледа од одреден контекст, од некоја реалност, од некоја логика, па макар нека и замислена. Границите се навистина многу важна работа. Сигурно сте забележале во едноставните филмови, во оние добри филмови, уствари кои се наедноставни. Тоа делува толку лесно, тие граници, таа логика, тој развој на настани, но тоа не е воопшто лесно да се постигне. Значи, навистина, авторот мора да има визија, мора да знае точно што сака да постигне и мора сите елементи да се вклопени на тој начин за таа приказна да ја долова. Со целата своја доследност, логичност, смисла и суштина. Слични грешки, исто така во македонски филм, прави и филмот Година на мајмунот на Владимир Блажевски. Тенденциозноста и немањето приказна се голем проблем. А ако на тој коректност, која тука е толку видлива, поради, за жал, поддршката што ја доби од тогашната власт, а авторот се обидува да ја прикрие, па дури да покаже и дека е критичен. Пазете, тука сакам нешто да посочам. Не можете да го излажете гледачот. Гледачите не смеат да се подценуваат, бидејќи нивното чувство е непогрешливо. Може би некој работи во тој момент и нема да знаат да ги објаснат, нема да знаат зошто е тоа така, но точно чувствуваат кога нешто не е искрено и кога е намерено. Во филмот, во овој филм за кој зборувам, Година на мајмунот, е се измешано. И социјала, и корумпираност, и медиуми, и манипулација, и етнички проблеми, како што вели, цитирам, по земја поделена меѓу македонско мнозинство и албанско малцинство, употребувајќи ги всушност албанците многу претенциозно, го постигнува сосем обратно. Потоа во филмот ја имате онаа толпа народ со која треба као некој да се поистовети, а всушност е сосем обратно, затоа што тоа толку искарикирано повеќе од било што друго. Филмот е препун со празни одови, препун со непотребни детали, препун со ликови,
кои би требало да бидат срцето на приказната. Но не е проблемот во тоа. Не е проблемот во ликовите, ќе кажам со следниот пример. Туку што во тоа што Блажевски не може да се одлучи како точно нив и нивната мисија да ја води. Поради тоа имате чувство дека самиот автор, како да знае дека приказната не му е заокружена, па додава работи за да ја направи поиздржана, меѓутоа тоа не помага. Само се притвора во каша попара, која нема дефинираност. Се прашувате кон што всушност е насочена таа осуда во филмот. Дали генерално кон транзицијата, дали кон луѓето, дали кон власта, дали кон медиумите, не може се да биде релативизирано. Тоа е тотално погрешен пристап. Тој се обидува да зборува за луѓето на маргините, но видете, треба да го доловите нивниот дух, нивната луцидност, нивната, да кажеме, често присутна, ситна под навод, потреба за итрина, за снаоѓање. Во него имате обид за карикатуралност, но чија? Реално, има и реално и надреално. Има обид за френетичност, но кога не знаете каде и што точно треба да биде метафората, тоа е безсмислено. За да го појаснам ова, токму го земам примерот со одличниот филм на Кустурица Црна мачка, бел мач, кој мислам дека до некаде се обидува Блажевски и црпи од него инспирација и се обидува можеби до некаде и некои работи да преземе или да имитира или мисли дека е лесно сето тоа да се на некој начин употреби, но не е така. Овој филм е нешто сосема друго. Тој не тргнува ниту од општествени, ниту од политички проблеми, туку зборува за животот и за духот на човек. Иако филмот кореспондира со актуелните проблеми, сепак тој намерно се дистанцира од сериозноста, да речеме под навод, сериозност. Одбира да зборува за убавите нешта, за изворното, за недопреното, за животно, прекршен во светот, ни светот на детската имагинација. Тој филм му е буквално посветен на малиот човек, на блузот на животот, неоптоварен, без желба, онаа тенденциозна, која е исто често, како што реков, видлива во нашите филмови, да се срочат големи мисли, некои важни, некои претенциозни пораки. А многу е подобро кога тие пораки всушност индиректно ги порачувате. Тој прави едноставен, но многу раскошен филм за луѓето кои умеат да го слават животот. Тоа е филм кој ме посветен на тие луѓе. Тоа не е комедија, иако комичноста има значаен удел. Тоа е драма која го прикажува животот на ромите, ги прикажува луѓето кои се на маргините. Филмот на Кустурица има бурлескна форма, има френетична атмосфера, неореалистичен амбиент. Тој карикира, но не со намера да исмева. Карикатуралноста кај него е многу повеќе во смисла да ја потенцира различноста. Во општата метафора, во смисла на духовната празнина, на онаа примарност на материјалното, на предметите, на моралните застранувања. Тој поинаков поглед на нештата, кој е близок на Кустурица и во другите негови филмови, го наоѓа во светот на овие маргиналци. Не случајно, повеќе негови филмови се посветени токму на овие теми. Тие маргиналци кои живеат од денес за утре, но живеат до крај. Во нивниот живот е се испомешано и љубовта, и изневерувањето, и лаги, и искреност, и кражби, и итрина, и наивност. Нормални се животот и смртта, нормално е се, но тој на тоа гледа едноставно, без драматизирање, без осуда, без кајање, така како што е. Времето и местото не се важни. Во стилот на неореализмот, тој десвието го сместува во некоја пустелија, некаде на работа. Но токму преку сета таа негова визија, тој продира во средиштето, на самиот извор на живење, онаму каде животот истовремено се воспева, но е и безвреден. Во преден план е спектакуларноста, музиката, веселбата, игра, смеа, исцрпувачко славење на животот. Во него има привидна хаотичност, има фуриозен ритам, бркотница, има многу ликови, слики и настани, но тој има визија. Успева на сето тоа да му даде функционалност, успева да му даде убедливост и единство. И тоа е она за кое што зборам. Кога човек знае што сака да направи, кога има визија, работите се сосем поинака. Тој истовремено и критикува, и алудира на многу суштински нешта, ги воспева малите луѓе, но онака како што е, се воодушевува на славењето на животот, на едноставноста, на луцидноста. Многу е погрешна онаа оптовареност да се кажат важни работи
и да се испрати некаква замислена порака. До таа порака, особено во филм, треба да дојдете. Бидејќи филмот има своја логика. Тој има своја вистина и идеја. Тогаш е многу полесно да ги испратите своите пораки. Токму затоа што филмот игра, дава можност, тој визуелна игра. Кога можете точно да овозможите гледачот тоа да го види, да ја види суштината, да ја почувствува. Не е лесно. Јас многу пати сум го цитирала Срđan Карановиќ, бидејќи го сметам тој цитат за многу важен и за суштина. Дека треба да се знае занаетот, што е голем проблем во нашата земја и во нашето школство. Зборувам за филмот. Значи, треба првенствено да се научи занаетот, а дури потоа, и треба прво да се демистифицира филмската уметност. А потоа, вели Карановиќ, како што им зборувале професорите на ФАМУ, можете да правите што сакате, но кога ќе го владеете, занаете. Бидејќи филмот како ретко која уметност, толку добро умее да го слави и да го преслика живот. Овде зборуваме за многу важни теми, да, но филмот и дискусијата се нешто сосем различно. Филмот е уметност, визуелна, која бара познавање првенствено на занаетот, за да можете преку таа алатка да го користите како алатка и преку неа да проговорите за суштината на она што го сметате важно. И тука би завршила.